Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, учествуваше на работен појадок во Словенија по покана на министерката Тања Фајон. Настанот ги собра министрите за надворешни работи од Западен Балкан и специјалните пратеници за проширување на Европската унија. Во своето обраќање, Муцунски ја истакна важноста на европската интеграција на регионот, оценувајќи дека во време на глобални кризи, стабилноста на Западен Балкан е од суштинско значење за стабилноста на цела Европа. Тој ја потврди посветеноста на Македонија кон реформите и имплементацијата на планот за раст. Министерот потенцираше дека процесот на проширување мора да биде заснован на заслуги, без влијание од билатерални спорови. Муцунски го нагласи значењето на регионалната соработка и ја поздрави улогата на специјалните пратеници на ЕУ, нагласувајќи дека диалогот и фер компромисот се клучни за иднината на регионот во европското семејство. Во изминатите 24 часа, до 8 часот утрово, на територијата на Македонија се регистрирани вкупно 18 пожари на отворен простор, соопшти Центарот за управување со кризи. Од нив, 2 пожари се уште активни, 3 се ставени под контрола, а 13 се целосно изгаснати. Активни остануваат пожарите во општина Долнени, во селата Црнилиште и Долгаец, каде што гори нискостеблеста вегетација, како и во општина Липково, село Никуштак, каде што е зафатена мешана шума. Под контрола се пожарите во планината Кожув, повеќе наменското подрачје Јасен, каде што гореше мешана шума, и во општина Гази Баба, Вардариште, каде што изби пожарна депонија. ЦУК информираше дека останатите 13 пожари се успешно изгаснати. Демонстрантите во Србија покренаа барање за предвремени парламентарни избори, но властите го одбија ултиматумот, што доведе до масовни протести ширум земјата. Повод за протестите беше уривањето на бетонската настрешница, пошто следеа блокади на државните универзитети низ Србија. Истрагата за финансиските злоупотреби поврзани со проектот за модернизација на железницата Нови Сад, Суботица, Келебија е запрена. Откако поранешниот министер Горан Весиќ побара изземање на главните обвинители од Нови Сад и државната обвинителка Загорка Доловац. Судската постапка се уште не е започната. Обвинителството за организиран криминал на 1 август соопшти дека се уапсени 6 лица во врска со случајот, меѓу кои и поранешниот министер Томислав Момировиќ и Анита Димовски, поранешна раководителка во Министерството за градежништво. Станува збор за истрага на финансиските текови поврзани со еден од најголемите инфраструктурни проекти во земјата. Најмалку 1000 луѓе загинале во свлечиште во Судан, според тврдењата на бунтовничка група што ја контролира областа Тарасин, јавува BBC. Одронот, предизвикан од обилни дождови, се случил во неделата и, според извештаите, уништил цело село, оставајќи само еден преживеан. Движењето повика на итна хуманитарна помош од Обединетите нации и други меѓународни организации. Жителите од Северен Дарфур, раселени од судирите меѓу суданската армија и паравоените сили за брза поддршка, се засолниле во регионот на планините Мара, каде што се случила трагедијата. Гувернерот на Дарфур, Мини Минави, од редовите на армијата, го нарече одронот хуманитарна трагедија. Граѓанската војна што трае од април 2023 година предизвика глад, масовни бегалски кризи и обвинувања за геноцид. Се проценува дека досега загинале до 150.000 луѓе, а 12 милиони се раселени. Фракции на движењето за ослободување на Судан најавија заедничка борба со армијата против паравоените сили за брза поддршка. Околу 2000 севернокорејски војници загинале во руско-украинскиот конфликт, соопшти јужнокорејскиот пратеник Ли Сеунг Квеун, повикувајќи се на податоци од Националната разузнавачка служба на Јужна Кореја. Во април бројот на жртви бил проценет на 600, но со новите информации се укажува на значителен пораст на загубите. Разузнавачките служби на Јужна Кореја и Западот тврдат дека Пјонгјанг испратил повеќе од 10.000 војници во руската област Курск во 2024 година, заедно со муниција и ракетни системи, како поддршка за Москва пред украинската офанзива. Дополнително се проценува дека уште 6.000 севернокорејски војници ќе бидат распоредени, од кои 1000 веќе се пристигнати. Во саботата, КЦНА објави дека севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун се сретнал со семејствата на загинатите војници во знак на поддршка на Русија, а утре ќе присуствува на воена парада во Пекинг по повод 80 години од крајот на Втората светска војна. На настанот се очекува присуство на околу 25 странски лидери, вклучувајќи го и рускиот председател Владимир Путин. Со
Сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се движи во интервал од 9 до 18, а максималната ќе достигне од 26 до 34 степени Целзиусови. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 34 степени Целзиусови. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, утре времето ќе биде променливо облачно, наместо нестабилно, со локален дожд и грмежи. Изолирана појава на нестабилност ќе има и во четврток.